Најголемите 4 приватни болници во државата, Аџибадем Систина, Жан Митрев, Ремедика и Плодност, лани имале над 7 милиони евра добивка. По основ лекување и прегледи, лани граѓаните најмногу ја посетувале болницата Аџибадем Систина, каде оставиле огромни 35 милиони евра. Приход по вработен, кој болницата ги има 941 лице, е над 37.000 евра. Од нив, профит за болницата останале 4,12 милиони евра. На второ место е добро познатата клиничка болница Жан Митрев на истоимениот најпознат кај нас кардиохирург. Неговата болница за здравствени услуги лани наплатила 15,8 милиони евра, кои се остварени со персонал од 265 лица, или речиси 60.000 евра по вработен. Ланскиот профит на Жан Митрев е нешто поголем од 1,5 милиони евра. Трета според приходи е Ремедика, исто така од Скопје. Оваа болница лани имала приход од 8 милиони евра, кои ги оствариле 216 вработени. Профитот на болницата на бизнисменот Минчо Јорданов лани бил речиси милион, односно 965.000 евра. Последна од најдобрите 4 во државата е болницата Плодност од Битола, која лани имала приход од 2,8 милиони евра. Добивката стигнала до 355.000 евра со 87 вработени лица. Дали милионските суми профит на овие болници се реални според стандардот на граѓаните? Не се, ама тие што морат така да биде. Не се реални. Да си земе шикера за измере, дај 6 динар. Да ти стави инекција, дај 120 динар. Да ти измере АКГ, дај 200 динар. Кај еден доктор, викам, ти докторе не гледаш такво нас како болник, ти не гледаш како силуе ти и взимаш пари. Па што знам, според буџето, дали се реални или не, викат буџето слаб, трошкове се стварат, лекове баш доволно ги нема. Иако добивката на овие болници звучи грандиозно, сепак приватните болници досега во најголем дел беа безличен избор на граѓаните. Во замена тие го имаа јавното здравство, па тие што можеа за нив го бираа подоброто. Но од Министерството за здравство најавуваат подобри денови и можност и тие што немаат доволно пари да дојдат до приватни болници. Министерот Венко Филипче постојано користи прилика да го промовира проектот јавно-приватно партнерство и можност граѓаните за нивните пари да бираат од која болница тие ќе побараат услуга. Основниот дел го плаќа државата, а разликата пациентот. Нешто кое во развиените и почесни држави од нашата одамна функционира.